Почитувани, повод за денешната пресконференција е несовесното неодговорно работење на претходното раководство на јавното претпријатие Водовод и канализација, кое што предизвикало штети од 5,8 милиони денари застарени побарувања од физички лица. Поради фактот што јавното претпријатие Водовод и канализација не покренало тужби против должниците во законскиот рок, предизвикана е штета од приближно 100.000 евра, пари кои што можеле да се инвестираат во најмала рака во нови инвестиции. Имено, од јуни 2016 до 14 ноември 2017 година, поточно до моментот на моето доаѓање на раководна функција на претпријатието, не се отужени овие побарувања, значи е пропуштен законскиот рок за нивна судска наплата. Вкупните побарувања од физички лица, заклучно со овај датум, 14.11.2017 година, изнесуваат речиси 13,2 милиони денари. Веднаш, по моето именување, склучени се околу 300 договори за итна наплата на старите побарувања, а во исто време се покренати уште 700 тужби против граѓани должници. Во редот на неплаќачите, најголем дел факт е дека се социјалните семејства и тоа од ромската населба Тризлуа. Но голем е бројот и на граѓани кои што се материјално ситуирани, а сепак покажале граѓанска несовесност со неплаќање на обврските за потрошена вода и тоа за подолг период. Обврските кон јавното комунално претпријатие Водовод и канализација ги имаат и повеќе правни субјекти, а меѓу нив водечки се Пилепскиот казнено поправен дом, популарно затворот, со долг од 1,9 милиони денари за неплатени сметки до ноември 2017. Ова е направено во времето на владење на ВМРО ДПМН. Потоа загубарот Еврокомпозит продуцирал неплатен долг од 1,6 милиони денари, но и општината Пилеп со претходната локална власт на ВМРО ДПМН и Маријан Ристевски должи непол милион денари. Последната сума, која што е платила претходната локална власт, е заклучно со јануари 2017 година, а од тогаш до 14 ноември 2017 година не е уплатен ниту еден денар. Овие податоци отвараат многу прашања. Зошто биле толерирани многу физички лица, па дури и општината, во време на владењето на ВМРО ДПМН и Маријан Ристевски, како правен субјект, да не ги намирила своите долгови кон јавното претпријатие Водовод и канализација? Дали поранешната локална власт се идентификувала со владеачката партија ВМРО ДПМН, па преку јавните фирми водела продолжена изборна кампања? Штетите се натовар на јавното претпријатие, а јавното претпријатие го основа општина Пилеп. Според тоа, штетите се врз грбот на граѓаните, бидејќи општинската каса се полни со пари од даноците на пилепчани. Затоа најавувам и одговорно тврдам дека јавното претпријатие Водовод и канализација во иднина, без оглед на партиската припадност на должниците, без оглед на изборните циклуси, ќе ги презема сите мерки за регуларна наплата на поборувањата во законскиот рок. Покрај редовната достава на опомени до должниците, согласно со законот за снабдување со вода за пиење и одведување на отпадни води против должниците, ќе бидат навреме поднесувани тужби. Водовод и канализација нема да ги дискриминира одговорните пред неодговорните граѓани. Водата е елементарен услов за живот, но и ресурс со кој што стопанисува јавното претпријатие и ја плаќа секоја капка вода од студенчица. Каква било неодговорност не е дозволена. Ви благодарам.